Петок, 13 февруари, кратки вести во 12 часот. Под покровителство на УНЕСКО денеска по 15 пат се прославува Светскиот ден на радиото, како универзален медиум кој досега до различни заедници и маргинализирани групи. Радиото е составен дел од секојдневието на многумина. Супер радио минатата година го прослави 33-тиот роден ден и ја држи магијата жива. Препознатлив медиум по обработка на програмата, маркетинг сегментот, музиката, но и со комплетна забавна, информативна и спортска програма. За многу брзо ќе има новитети во работата, бидејќи новото време носи нови можности и нови предизвици за сите кои ќе го прифатат со отворени раце. Супер радио останува водечки медиум во својот регион и еден од најпопуларните во Република Македонија. Потврда за работата на радиостаницата дојде и од локалната заедница со доделувањето на Свети Климентовата повелба за досегашната успешна работа и придонес за градот. Поради негрижа на државата, систематски се губат критериумите поради кои Охрид и Охридскиот регион се ставени на листата на УНЕСКО, истакна во телевизиско гостување магистар Никица Корубин, археолог и историчар на уметност. Додава дека тоа е еден сложен систем на негрижа во кој има вина секоја. Од друга страна, истата таа држава лобира за постојано одложување на неодложното. Неделава македонска делегација во Париз се сретна со високи представници на УНЕСКО, презентирајќи ги заложбите за зачувување на вредностите на Охридскиот регион. Дали ќе вродат со плод овие заложби, останува да покаже времето. Основното јавно обвинителство Струга оформи предмет во врска со информациите за енормно загадување на водата за пиење и за основни животни потреби на подрачјето на градот, за да се испитаат причините и евентуално сторени кривични дела против животната средина и природата. Издадена е наредба правосудната полиција да изврши увид на локацијата во селото Шум, каде се сместени изворите, од кои подрачјето на градот се снабдува со вода за пиење, соопштија од обвинителството. Додаваат дека при увидот треба да бидат присутни и надлежни инспекциски служби од областа на животна средина, од Агенцијата за храна и ветеринарство, како и од Центарот за јавно здравје. Времето денес променливо облачно, дува умерен северозападен ветер, максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.